Колега Пенџов, спомнувате и за бензински за гориво, еве со ред. Бидејќи Савајле, преска на почеток на седница, спомнав дека ова секаде се случува во светот. Еве Амстердам. Рекорден раст на цените. Амстердам. Бугарија, хаос на бензинските. Берлин, експлозија на цените на горивата. Нови Сад, колонии по 4 км на бензинските. Хрватска, на бензинските пумпи во текот на целиот ден владее тотален хаос. Сараево, редици колонии. Шпанија, хаос на бензинските по гориво доаѓаат од Португалија. Словенија, рекордно високи цени на горивата, огромни колони на бензинските. И да не ги бројам сите натака земји европски каде што ова се случува. И ова знаете точно за последицата. Знаете точно која е причината што ова се случува и во нашата држава. Сега велите што ќе прават превозниците и дека вие сте предложиле и дека транспортерите данокот ослободени од ДДВ на кој што имале поврат исто им било. Па сега пред малце вие спомнавте дека ист закон сте предложиле. За кои превозници говорувате? И дали ние имаме други мерки? Да, имаме мерки од 400 милиони евра. Сите мерки беа кажани и сите мерки ќе бидат спроведени. Она што е во собрание е денес тоа што е на дневен ред. Ако треба да застанам, ево видете ја пораката што ќе добиете на телефон за да одговорите, ќе застанам. Но, еве ги мерките. Дали ги заврзнуваме маршите? Да. Дали тоа се одлука на влада? Да. Дали иде во собрание? Не. Дали продолжуваме понатака автономната мирка за царинските давачки? Ви кажа колегата, Мирчев сега ќе одговори. Дали ја продолжуваме програмата за енергетска ефикасност? Да. Дали ја субвенционираме цената на топлинска енергија во Скопје? Да. 400 милиони евра имаме мерки за граѓаните и за фирмите. Дали ги субвенционираме фирмите? Да. Дали имаат бескаматни кредити? Да. Дали имаат бескаматни кредити за обртни средства за топлинска? Да. Дали има 400 милиони евра инвестиции во фирми, во економија, тоа што може да се врати кај фирмите и кај граѓаните? Да. Дали вие сте предложили или не, на крајот не е битно. Јас уште еднаш на крајот сакам да кажам една работа. Во оваа битка за граѓаните и фирмите сме сите заедно. И сите заедно треба да излеземе. Сега не е време ниту за ефтини, ниту за ситни, ниту за ниски политички поени, туку е време да помогнеме.